Почитувани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Еве ги настаните на денот. Меѓу активните мерки наменети за работодавачите во тек се модулите наменети за вработување лица со социјален ризик. Од Агенцијата за вработување велат дека оваа категорија невработени лица е и најтешка за добивање на статус вработен. Продолжуваат градежните активности во општина Босилово. Во тек се многу проектни документации, кои некои од нив се веќе започнати со изградба. Во моментов се реконструираат железничките станици кои се очекува да бидат готови до крајот на 2018 година и за кои обезбедени се средства во висина од 3 милиони евра. Протестираме против репресијата и притисоците од страна на специјалното јавно обвинителство врз медиумите и последниот атак со кој директно се врши прогон врз телевизија Нова и нејзиниот сопственик. Ваквите постапки на специјалното јавно обвинителство се директно погазување на демократијата и представуваат удар врз слободата на говор. Граѓаните имаат право да добиваат точни, проверени и навремени информации. Акцијата на специјалното јавно обвинителство против сопственикот на телевизија Нова не е ништо друго, освен обид за цензура и ограничување на слобода на медиумите. Зоран Заев ги прогласи медиумите за најголеми непријатели на СДСМ. Последните активности на специјалното јавно обвинителство се само продолжение на ваквата непринципиелна и недемократска политика. Притисокот врз медиумите мора да престане. Телевизија Нова ја има нашата подршка да не потклекне и да продолжи со професионалното работење без разлика дали некому му се допаѓа уредувачката политика. Телевизија Нова беше првата телевизија која ни даде подршка како медиум, кога во јавноста ги изнесовме заканите врз нас како медиум. Патем, последново е дополнителен доказ кој зборува за организиран притисок врз медиумите. Репресирани и прогонети, но слободни. Новинарството не е криминал. Продолжуваме со дневникот. Денес од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија символично го означивме и просторот пред седиштето на Европската комисија со црвено-жолтата боја во пресрет на доаѓањето на господинот Хан, изјави членот од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија Игор Дурловски. Денес од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија символично го означивме и просторот пред седиштето на Европската комисија со црвено-жолтата боја во пресрет на доаѓањето на господинот Хан. Ние сме реалност, никој не може, не треба и не смее да ги игнорира 200.000 граѓани кои секојдневно протестираат. За жал, Европската унија засега покажува игнорантски однос кон нас, но истовремено и кон граѓаните на Република Македонија. Порачуваме дека нема да дозволиме влада која ќе работи според платформа подготвена надвор од Македонија под покровителство на странски премиери. Било кој да биде избран за председател на собранието, бараме да ја одбие и отфрли истата. Целосно отфрлање затоа што со неа ќе имаме двонационална и федерална држава за сметка на унитарна и граѓанска Македонија. Европската унија почива врз еднаквост, слобода и солидарност. Ние како граѓани сакаме овие принципи подеднакво да важат и за нашата држава. Интеграција наместо лажна надежд, известност наместо неизвестност. Бараме господинот Хан да се сретне со нас, за да може да му ги представиме нашите цели и барања кои се фиксни и непроменливи. Нивното игнорирање и игнорирањето на нашите барања може да создаде само дополнителни ризици. Ако ЕУ е за почитување на граѓанско општество, тогаш треба да покаже дека декларативните заложби не се само флоскули, туку треба да превземе конкретни дела, а за почеток може да прифатат средба со нас. Игнорирањето од страна на Хан ќе го сметаме за пример за неискрен однос и приказ за недобри цели и намери на ЕУ кон Република Македонија. Подршка од македонското здружение Камен мост, Канели, Италија доби граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие едногласно рекоа не за тиранската платформа и упатуваат јасна и силна порака дека бараат попис на населението.
Се собравме овде да изразиме солидарност и поддршка на иницијативата за заедничка Македонија, која веќе 18 дена се одржува во нашата татковина Република Македонија. Над 150.000 македонски граѓани се на улиците во одбрана на татковината. Некои не обвинуваат дека не може да учествуваме во решавањето на судбината на Република Македонија, бидејќи не живееме таму. Не е вистина, сите ние имаме семејства, пријатели, роднини и имот во Македонија. Коските на нашите дедовци и прадедовци се таму и нашите коски ќе лежат во Македонија еден ден. Порачуваме и да не се заборави клучната улога на македонската диаспора и придонесот за создавањето на независна Република Македонија. Со обвинение дека се поддржува политичка партија, сакаат да ни протнат и наметнат туѓа и тоа постизборна платформа. Тиранска платформа создадена во Албанија и поддржана од албанскиот премиер. Велат дека нема ништо лошо во таа платформа, дека не се загрозува македонскиот јазик, македонското писмо, македонските држави и символи, македонскиот територијален интегритет и суверенитет, Уставот на Република Македонија. Ако е така, зошто не ја презентираа таа платформа на изборите? Сигурно сите овде го знаете одговорот, а тоа е дека граѓаните на Република Македонија немаше да гласаат за нивната платформа. Затоа сме овде, да го кажеме нашето големо не за тиранската платформа. Македонците се доволно свесни и можат и треба сами да решаваат за својата судбина. Разни експерти денови ја посетуваат Република Македонија, не заплашуваат дека сме скршнале од патот кон Европската Унија и НАТО. Се прашувам дали сме биле на тој пат. Само 15 години овие експерти не лажат и малтретираат дека нашите војници ги користат во мисиите на НАТО, додека ги штитиме сами границите на Европа за време на бегалската криза и така натаму. Се негира македонскиот интегритет, без никаква осуда од оваа меѓународна заедница. Од меѓународната заедница Република Македонија доби само мешање во внатрешните работи на државата и ништо друго. Затоа и од овде ќе испратиме јасна и силна порака. Не за мешање во внатрешните работи на Република Македонија од страна на меѓународната заедница и амбасадорите. Не за тиранската платформа, не за промена на уставот, не за двојазичност, не за промена на државните символи. Стоп за преговорите за името, попис на населението, избори. Стои во соопштението од Македонското здружение Камен мост, Канели, Италија. СДСМ и Зоран Заев одат по тенок мраз. Не се откажуваат од тиранската платформа и упорно со тоа ја носат Македонија кон работна бездна, велат во соопштението ВМРО-ДПМН. Партијата коментира дека Зијадин Села, од кого зависи парламентарното мнозинство на СДСМ, се обврза дека никогаш нема да се откаже Македонија да стане бинационална држава или во спротивност ќе бара федерализација на државата. Истиот тој Зијадин Села го слушавме од изборен митинг во Гостивар, како ветува дека ќе ги брка македонците од работа, како технолошки вишок со што ќе ослободува места за албанците од тој крај, велат од ВМРО-ДПМН. Веќе подолг период гледаме како Заев молчешкум ја одобрува агендата на Села, пишува во соопштението, и тоа само за да ги добие неговите 3 гласа во собранието и покрај изјавите дека Села не ги признава македонското знаме и химна, но и дека македонската нација не постоела. ВМРО-ДПМН смета дека Зоран Заев, заслепен од потребата за власт, е подготвен македонците да ги направи кираџии во сопствената држава. Партијата додава и дека Зоран Заев ниту еднаш не ги осуди овие изјави на Села. Одиме понатаму со дневникот. Продолжуваат инвестициите во железничкиот сообраќај во земјава. Во моментов се реконструираат железничките станици кои се очекува да бидат готови до крајот на 2018 година и за кои обезбедени се средства во висина од 3 милиони евра. Се реконструираат железничките станици во земјава, како што истакна Кенан Абди, член на Македонски железници транспорт. Досега целосно се реконструирани 10 од вкупно 15. Во тек е реконструкцијата на железничките станици во Битола и Гевгелија, а на останатите допрва ќе се работи. За нивна реконструкција потребна е инвестиција од 3 милиони евра. Се очекува до крајот на 2017 и почетокот на 2018 година сите железнички станици во земјава да бидат Таа инвестиција од Европската банка за обнова и развој во вкупна вредност од 3 милиони евра. До крајот на 2017, евентуално почетокот на 2018 ќе завршат сите 15, каде што треба да се изврши, каде што се врши целосна реконструкција на крововите, потоа се вршат реконструкции на пероните, за пристапни патишта за хендикепирани лица, информациски системи за информирање на патниците,
се реновираат просториите, тоалетите, електрична и водоводна инсталација. Според Абди, треба да се запази и архитектонскиот лик на железниците од почетокот на минатиот век. Паралелно со реконструкцијата набавени се и нови товарни вагони кои треба да го олеснат товарниот сообраќај. Поради дефектните вагони со кои располагаа македонски железници, мораа да бараат вагони од соседните држави за кои се плаќаше наем, но со новите вагони ситуацијата е надмината. Ние имавме до 2015 година околу 1200 вагони, меѓутоа голем број од нив беа дефектни. Во функција имавме околу 500, со новите 150 вагони кои што ги добивме минатата година, 2016 година, можеме да се пофалиме дека за прв пат Република Македонија не користи товарни вагони од странските држави. Инвестициите во железничкиот сообраќај во земјава и натаму продолжуваат. Ќе се овозможуваат висококвалитетни транспортни услуги, односно безбеден, точен, брз превоз на патници и товарен сообраќај, со што на македонски железници би им се овозможило да бидат не само лидер во Македонија, туку и регионален лидер. Меѓу активните мерки наменети за работодавачите во тек се модулите наменети за вработување лица со социјален ризик. Оттаму велат дека оваа категорија невработени лица е и најтешка за добивање на статус вработен. Потешко се вработуваат лицата од социјален ризик и покрај мерките на Агенцијата за вработување наменети за стимулација на работодавачите. Од Авара Струмица велат дека една од причините е поради инертноста и на самите лица во социјален ризик. Најтешко е да вработиме лица во социјален ризик, корисници на социјална парична помош и многу други категории кои што се дефинирани во Центарот за социјални работи. Од една страна што лицата во социјален ризик тешко се вклучуваат на пазарот на труд, а од друга страна пак и работодавачите не пројавуваат интерес да вклучат такви лица. До сега во изминативе години сме имале секоја година склучено по неколку договори, но бројката не е задоволителна. Ние како Центар за вработување, значи, ги повикуваме лицата од социјалните категории, им одржуваме мотивациони обуки. На овие мотивациони обуки ги поттикнуваме како да бараат работа, како активно да се вклучат на пазарот на труд и им ги објаснуваме сите активни програми и мерки во кои би можеле тие да бидат офатени. Но оваа социјална категорија е многу тешка за работа и многу тешко доаѓаме до склучување на договор помеѓу работодавачите и овие лица. Ѓоргиева објаснува дека постојат повеќе модули за потенцијалните работодавачи. Значи има повеќе бенефиции, 3 модули кои што работодавачите можат да ги искористат, големи поволности, големи бенефиции и затоа ги повикуваме работодавачите кои што се заинтересирани да вработат лица од оваа целна категорија да дојдат во Центарот за вработување каде што подетелно ќе им бидат објаснети условите, се со цел да можеме да ги вклучиме и оваа категорија на лица, нели, да можеме да ги направиме активни на пазарот на труд, значи да придонесуваат за своето семејство, а не да чекаат на оваа социјална помош која што е минимална и тешко може да се опстане со неа. Од АВРМ велат дека најпопуларна мерка за работодавачите е практиканството, која ќе биде опфатена и со новиот оперативен план, при што практикантите во период од 3 месеци добиваат по 6.000 денари месечно. Продолжуваат градежните активности во општина Босилово. Во тек се многу проектни документации, кои некои од нив се веќе започнати со изградба, како повеќе наменското игралиште во Бориево. За тоа кои проекти ќе се превземаат од страна на општината за воиднина, слушаме во продолжение. Општина Босилово има 16 населени места и ние настојуваме и преку овие програми и преку други програми од нашите министерства и агенции, од странски развојни агенции, од средства од буџетот, да ги распоредиме проектите така да можат сите села равномерно да се развиваат. Секако приоритет даваме на тоа што во моментот граѓаните најмногу го бараат и она што е најкорисно
од аспект на тоа колкав број на жители ќе добијат поквалитетни услуги или поквалитетно живење од територијата на општина Босилово. Ние како општина континуирано работиме. Зимскиот период обично се користи за изработки на проектни документации, следење на програмите и аплицирање по соодветните програми, бидејќи како рурални општини располагаме со помали буџети и оној дел од средствата со кои граѓаните го полнат буџетот е доста мал, значи руралните општини сме насочени да бараме други извори на финансирање од други програми и подпрограми што ги имаат соодветни институции. Во моментов изработуваме проектни документации, не траат тендерските постапки, некои се завршени, некои проекти веќе почнаа да се изведуваат, значи во моментов работиме на изведба на повеќе наменско игралиште во населеното место Бориево, за кое остана уште завршната фаза од асфалтирање. За неколку дена треба да почнеме со изградба на исто такво повеќе наменско игралиште во населеното место Еднокуќево. Го уредуваме плоштадот во населеното место Моноспитово, или тоа е дворното место со централното подрачје на Моноспитово, околу Центарот за креативен развој и алтернативен туризам, кој се изгради пак со помош на средства од ова компонент, ИПА компонент за прекогранична соработка. Во моментов ни тече и тендерот за изградба, одржување на локалните улици и патишта. Тука има предвидено изградба на 4 улици. И тековно ќе видиме кои програми ќе излезат од нашите министерства и од нашите агенции. Спремни сме со проекти, ќе аплицираме и секако нема да застанеме, бидејќи градежната сезона е пред нас и ќе има доста активности, ќе има изведба на доста проекти. Во Гевгелија беше промовирана поетската книга «Инно мине» од гевгелискиот автор Стефан Марковски. Марковски во декември минатата година ја објави својата 4-та поетска збирка насловена «Сиво сјаат вселените», со која ја доби наградата Бели мугри во Домот на културата Кочо Рацин за необјавена поетска збирка од автор до 35 годишна возраст. Во Гевгелија беше промовирана поетската книга «Инно мине» од гевгелискиот автор Стефан Марковски. Збирката содржи 41 песна и е дел од едицијата Гергев на издавачката куќа Македонска реч од Скопје. Во «Инно мине» Стефан Марковски не ја следи главната поетична структура на неговата генерација, во која доминира иронијата како основна стилска фигура и светоглед на реалноста. Напротив, тој е склон кон чисто лирскиот асоцијативен тип поезија, пишува во освртот кон оваа книга рецензентот и промотор Ефтим Клетников. Мене ми е драго што денес во Гевгелија имам убава возможност да ја промовирам книгата на вашиот сограѓанин, младиот поет Стефан Марковски. Се работи за една извонредна, љубопитна и ерудитивна природа. Во оваа книга имам таа е особено значајна, можеби најзначајна во моето досегашно поетско творештво заради стилскиот трес кој што ги имам во однос на моите претходни две книги, Апирон и за некои спомени од онаа некогашност. И каде нели се осврнувам и се фокусирам повеќе на метафоричните, односно звучните аспекти на поезијата, на нејзината магиско инкантацијска моќ и збиен символизам. И мислам дека со оваа збирка најмногу се пронедов, пишувајќи ја во текот на годините, најмногу се пронедов, го проведов мој стил и на кој што се надевам ќе поработам и ќе го разбавам и понатаму и ќе создавам и нови дела. Марковски во декември минатата година ја објави својата 4-та поетска збирка насловена «Сиво сјаат вселените», со која ја доби наградата Бели мугри во Домот на културата Кочо Рацин за необјавена поетска збирка од автор до 35 годишна возраст.
Почитувани следуваат настаните од светот, да ги проследиме. Околу 34 милиони луѓе од 500 милиони колку што живеат во Европската Унија се сметаат за мигранти. Од тој број 14,3 милиони се граѓани на Европската Унија кои искористиле можност за слободно движење во рамки на Унијата, додека помалку од 20 милиони влегле во Европската Унија од држави што не се членки. Во држави од Источна Европа помалку од 1% странци живеат во Полска, Романија, Хрватска и Литванија, а интересно е што најмногу пољаци живеат во други држави од Европската Унија. Бројот на странски работници кои краткорочно работат во државите во Европската Унија е мал и покрај зголемувањето од 60% од 2010 до 2015 година. Најмногу такви работници има во Германија повеќе од 418.000, а следат Британија со 117.000 и Белгија со 156.000 работници. Најголем прилив на мигранти е регистриран во 2015 година и 2016 година, а најголем дел од нив дошле од Сирија и од Блискиот Исток. Пред парламентарните избори во Германија државните служби го подигнаа нивото на тревога од кибернапади на ниво зголемена подготвеност, наведувајќи дека сајтовите на владата се секојдневно изложени на напади. Регистрирани се напади врз владини мрежи на дневно ниво, изјави Арне Шенбон, претседател на Германската федерална канцеларија за информатичка безбедност. Трамп одбил да ја пружи рака на Меркел. Тој претходно срдечно ја дочекал и се ракувале. Следувал 15-минутен разговор кој двајцата го оцениле како добар, пошто биле повикани новинарите и снимателите. Како што наведува германскиот весник, Трамп делувал напнато и сериозно. Пратете убава слика во Германија, им порачал тој на фоторепортерите, а кога тие им побарале да се ракуваат, Трамп одбил. Ки си пружиме ли рака, го запрашала Меркел на англиски, но Трамп не сакал. Турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган изјави денеска дека очекува парламентот да го усвои враќањето на смртната казна по одржувањето на референдумот за проширување на претседателските овластувања на 16 април. Семејствата на мачениците, хероите, не треба да се грижат. Верувам со Божја волја дека по гласањето на 16 април парламентот ќе направи се што е потребно кога се во прашање вашите барања, поврзани за смртната казна, истакна Ердоган, додавајќи дека без размислување ќе го потпише законот за враќање на смртната казна. Западните медиуми оценуваат дека со ваквиот потек би можело да се стави крај на патот на Турција кон членството во Европската Унија. Пролетта на северната хемисфера почнува утре во 11 часот и 20 минути. Во исто време на јужната хемисфера ќе настапи есента. Првиот пролетен ден во Македонија ќе трае 12 часа и 5 минути. Сонцето ќе изгрее во 5 часот и 39 минути, а ќе зајде во 17 часот и 44 минути. Месечината, која е во фаза на последна четвртина, ќе изгрее 18 минути по полноќ, а ќе зајде во 10 часот и 16 минути. На првиот ден од пролетта времето во Македонија ќе биде сончево и топло со минимална температура од 0 до 6 степени и дневни температури од 15 до 21 степен. Наредниот викенд, ноќта меѓу 25 и 26 март, ќе почне летното сметање на времето, со тоа што стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час нанапред. Почитувани гледачи, овде го заокружуваме ова неделно издание на Дневникот на Телеканал А1. Останете со програмата на Телеканал А1. Пријатно!